Почитувани гледачи, продолжуваме со делот наменет за здравје. Стомачни вируси кај децата. Колку сериозно може да биде дехидрирањето? Дали во кои услови може да се даде медицински јаглен? Колку електролити се неопходни за да се рехидрира телото на детскиот организам? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Наташа Чучкова-Никчевска, педијатар во Аџибадем Сестина. Доктор Ничевска, добре дојдовте во магазин Здравје. Ви благодарам, добре ве најдов и поздрав до гледачите. Секако ова е, сега не може да кажеме сезонски, веќе вирусиве, мислам дека и немаат сезони, меѓутоа овој период се зачестени стомачните вируси, барем тоа што го слушаме и од градинки и од училишта. Па еве како за почеток, колку може да биде сериозно дехидрирањето кај деца како последица на стомачен вирус? Дехидратацијата може да биде многу сериозно, односно животозагрозувачка, посебно во малата група на дечиња, тие од 0 до некаде 3 до 5 години. При дехидратацијата губиме телесни течности и во зависност од механизмот на дехидратација при повраќањето губиме електролити или при диарејата исто така електролити. Така да таа е една од ургентните работи кој што мора да се истретира за да не направат понатамошни компликации. Колку тоа значи дека веднаш итно треба да родителот да го однесе детето на лекар, односно да побара медицинска помош? Генерално сите лекувања почнуваат прво дома. Значи едукацијата е многу битна на родителите, како и за секоја друга состојба болест кај дечињата. Дехидратацијата најчесто настанува со повраќање, кога механизмот на дехидратација е повраќање или температура, почекуваме едно половина час да се смири рефлексот на повраќање, а потоа пристапуваме кон надокнадување на електролитите и на водениот баланс изгубен со повраќањата. Ако тие повраќања се смират, сосема детето соработува или е поголем, кој внесува доволно течности и електролити, рехидратацијата може да се одвива и во домашни услови. Меѓутоа, во состојби кога дехидратацијата е нагласена, кога е невозможен патот за рехидрација преку уста, детето не престанува да повраќа, има повеќе од 4 до 5 повраќања во еден час, или има голем губиток на течности и електролити по пат на изнес, односно на диарејата или висока температура, едноставно е малаксано, во тие состојби треба да се обрати на лекар и ако е таа возрастна група 4 до 5 години, кога не можеме да воспоставиме добар внес на течности преку уста и ризикот за дехидратација поради незрелоста на гастроинтестиналниот тракт и на сите органи е и склоност кон дехидратација поголем, тогаш е неопходна венска дехидратација, односно оно што го велиме инфузија. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Никчевска, она што многу родители го размислуваат или кога ќе нивното дете ќе има стомачен вирус, кога ќе има чести повраќања, чести диареи, што она што треба да го дадат нели за да се смири состојбата, па еден од тие нели начини е и медицински јаглен. Меѓутоа прашањето ми е дали за во детска возраст се препорачува користење на медицински јаглен? Медицинскиот јаглен е јаглен всушност кој што е обработен на посебен начин за да има поголема абсорптивна моќ. Индикација за давање на медицински јаглен се состојби на труење, кога сме сигурни дека сме издале некаков продукт што содржи бактерија или токсини. Во возрастната група индикација за давање на медицински јаглен се масен оброк или некои супстанции што ги користат возрастните. Медицинскиот јаглен не го препорачуваме често кај дечињата, поради тоа што во една фаза на заболување на децата кога почнува повраќање, најчесто одат и со проливи. Кога ќе дадете медицински јаглен, вие добивате, односно добива детенцето црна столица, па родителите и ние сме исплашени дали таа црна столица е последица на крварење од гастроинтестиналниот тракт или се е пребоеност на столицата од медицинскиот јаглен. Во состојби кога имаме потреба да дадеме некаков ентероабсорбенс, нешто што ќе ги абсорбира токсините од вирусите, од бактериите, за да се намали проливистите столици, даваме ентероабсорбенс од типот на диосмертит, односно медицинска глина, која
подобра за користење во детската популација. Нашиот пазар има и готови препарати од типот на смекта, има и еден што се вели катедрал, што се комбинација на диосмектит, одно интерабсорбен со електролитни раствори, така да тоа е нешто што го препорачуваме во домашни услови при диареи, при губитоци на телесни течности по пат на Кои пролет. компликации може да настанат, односно во кои услови, освен ова што го кажавте, нели, за обоена столица, доколку нели родители даваат на децата медицински јаглен? Може да настане обстипација, може да настане тврда столица, но и ефикасноста не е докажана. Значи, секој лек си има ефикасност и подрешена давање. Го даваме кога знаеме дека имаме отруена храна, некои субстанции што не се корозивни, не се хемикали и метали, кога некој, да речеме, голтна, оно нешто што не треба да го голтне и така. Не подрешено на употреба не е при инфекции. Ако веќе сега нели зборевме за медицински јаглен, колку тогаш електролити треба да се дадат, нели сите оние препарати во форма на електролити што ги има, како треба родителите да им ги даваат на децата? И колку треба да се дадат, за да се надополни тоа што нели е изгубено преку повраќање, преку диареја? Така, кога повраќаме механизмот на повраќање губиток на киселини или од желудокот, а при проливите губиме бази и сите електролити со нив. Во однос на прашањето, никогаш не може да се предозираме со електролити преку уста. Така да и вкупниот внес на течности да биде комплетно составен од електролити, тие се избалансирани, се изоосмоски, не може да штети и повеќе ако се не може да се предозираат. Распоредот, односно тајмингот на давање зависи од состојбата. Ако детето е смирен рефлексот на повраќање, може и одеднаш да пие. Во периодите кога се уште е активно повраќањето, гадењето даваме во мали количини постојано за да не провоцираме дополнително повраќање. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Овде е една загрижена баба. Има внуče од 20 години. Се лечеше приватно, мислам, државна организација. Ништо го лече од алергија, не можеше да голта. Он имал кандида. Отиде у Систина, се испита, све не му накле ништо на цревата, меѓутоа му рекле нервозни црева. А дете во усти има пролив. Без застој, јадел макарони, ми кажа еден ден и пак му се повторила истото ситуација. Што да правиме, дали треба инфузија да прима детево 20 години, а боловање му дале само една недела. Така, и јас ви благодарам. А на работа, што да правиме? Така, ви благодарам за јавањето. 20 години рече дека има пациентот, така да не е дете. И кај возрастните и кај децата кога не е невозможен актот на голтање и рехидрација преку уста, сите течности се надокнудуваат по орален пат. Вообичаено салмонелите или бактериските инфекции знаат последователно да имаат подолг период на некаква дискомфорт во цревата, не толку оформена столица, исто и вирусите, посебно ротавирусот, аденовирусите, норовирусот, поради тоа што се лоцираат во горниот дел на интестиналниот тракт. Последователно по нив имаме нетолеранција на млеко и млечни производи, односно на лактозата од шеќерите, можеби тие неговите губи се должат на токму овие механизми. Како совета да земе пробиотик и малку баланс во исхраната. Така. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Кај сум јас, слушам? Да, во програма сте, повелете. Возител? Да, во програма сте, повелете. Ајде, сега тука си. Повелете, да, ве слушаме. Возител како сега. Повелете, во програма сте, да. Да. Да прашам докторката. Зборува за ова, нели, за дехидрација, за она. Ајде да ја прашам сега неја. Како ќе ја добиеме таа дехидрација? Имаме внук, нели? Тоа ми треба ми тоа, знаеш. Затоа прашувам јас, таа дехидрација како се добива, како се лекува и може ли да се излечи? Дали може да се излечи?
Говорете, ви благодарам многу за јавувањето. Мислам дека и кажавме на почеток. Кога губиме повеќе од течностите, односно имаме изнес повеќе од течностите отколку што имаме влез, односно губиток на течности, водени течности и електролитен баланс. Та настанува во сите состојби кога имаме повраќање, зголемена температура, проливести столици, инфекција, потреба за повеќе течности во организмот. И секако дека се лекува затоа што постојат. Се лекува нормално на начините на кои што ги објасниме претходно. Така. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден, во програма сум. Во програма сте, повелете. Поздрав до водителката, до докторката. Благодарим. Да се јавам од Гратовско. Сакам да ја прашам докторката, може не е во нејзин домен, за дете 5 годишно. Сега кога ќе настине, мала настинка, носето десната страна на носето, обадезно ќе се запне, добива температура и ушето ја заболува. Носена е на клиника во Скопје. Многу носи грло. Меѓутоа, нема ништо резултати, докторката не знаела да каже дали било од реки крајни или било од што. А еве почесто, штом ќе отиде во градинка, обавезно ќе добие истите симптоми. Те ве молам, ако сакате. Така, ви благодарам за јавањето. Да, не е за стомачни вируси, меѓутоа сепак е она детска честа патологија која што знам дека се среќавате секојдневно во вашата болница. Рече дека внушето е 3 години, оди во или 5 години, оди во градинка. Се уште имунитетот не е толку созран и во градинката бидејќи едно место каде што масивно има дечиња и нормално има вируси и бактерии, тие дечиња почесто се разболуваат, што не е никаков проблем ако добро ги поднесуваат тие настинки. Овие симптоми што ги пишува упатуваат дека има хипертрофија можеби на третиот крајник, тоа е крајникот што се наоѓа позади носот, што ние не може да го видиме. Да, ја боли уво, барем така јас се слушнав. Тој трет крајник притиска на патот према ушите на еустахиевата туба и почнува да боли увото. Може да биде како причина зголемен во однос на вирусна инфекција, кога имаме катар на слузници, сите слузници, очи, нос, се не е така иницирано и зголемено, хипертрофирано во случај на бактериска инфекција, каде што има инфекција во крајникот или во тонзилите, или од алергиска природа. Сепак треба да се упати на уролог, да се процени третиот крајник, а ако не е зголеме да се направат тестови понатаму за алергии или да се исклучи бактериска инфекција. Така. Да се вратиме ние на нашава тема, тоа се стомачните вируси. Што е она што кога нели ќе се веќе дијагностицира, односно ќе се знае дека детето има стомачен вирус, не смее да го јаде, односно не смее да која храна не смее да се конзумира? Веднаш што ќе воспоставиме рехидратација, односно кога ќе ја избалансираме водено-електролитната рамнотежа, пристапуваме кон хранење. Значи не треба да дозволиме децата да не гладуваат. Секако таа храна треба да биде приспособена на возраста на детето и на состојбата, односно кондицијата која што довела до дехидратација. Ако станува збор за вирусни ентерални инфекции, како ротавирозата, тие се лоцираат во горниот дигестивен тракт и тогаш хранењето со млечни производи што содржат млечен шеќер, лактоза, прави дополнителни проблеми. Пасажата е зголемена на храната и препорачуваме во тие услови само да се смени млекото со безлактозна формула во некаде траење 10 до 14 дена, додека се опарави дигестивниот тракт. Да му се дадат на детенцето оброци што полесно ќе ги прима, од типот на јогуртче со лепче. Во јогуртот нема толку лактоза, орис, тава или супа домашна, така да не треба да гладува и на некои ригорозни диети да се става. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Сања, стално ги гледам вашите емисии и супер ви се. Ви благодариме. Инаку, сакам да прашам обратно. Ако има проливи, но ако има запек, тога што? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Мажот ми има преку 2 дена празнење. Фала многу.
Ви благодариме многу за јавувањето. Така. Обратното од стомачниот вирус. Стомачниот вирус. Запекот има механизам на тоа што внесуваме како храна, треба да се внесуваат влакнести материи и доволно вода. Препорачуваме исхрана богата со влакнести материи од типот на житарки, сливи, крушки, урми, готвена храна која што не е конзервирана, која што не е сува храна, и земење на пробиотици. Ако овој запек трае долготрајно и прави проблем, тогаш треба да се јават на лекари да испитаме други механизми на настанување на запек. Така. Имаме уште еден гледач на програма, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Видите, секогаш кога темата што ми одговара што за мене, не можам никога да добијам. Сега добив. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Нешто во стомакот имам како грчеви. Никој стомак не ме болел, ми ништо сега имам како грчеви, али добив многу икање, стуцање, оно како се вика икање. Добро. 2 дена не ми престанува. Дали нешто докторката може ван тема да ми објасни и многу ќе им бидам благодарен. Ви благодарам многу за јавувањето. Еве нени од детската популација, бидејќи досега не успеала да добие кога имаме такви нели лекари, такви гости за оваа тема. Во група кркорење, икање, надоеност на стомакот, не се обрати на матричен лекар, еве да почнеме од основното. Да се сработат тестови за можеби е хеликобактер во прашање, во однос на тоа како да постапи, нека зема храна што е готвена и полесно се апсорбира во дигестивниот тракт, пробиотик, има пробиотици дневно што се даваат, и да намали сепак и на млечните производи, бидејќи како сите старееме, така и ензимот лактаза не е толку активен, не можеме толку многу млеко и млечни производи да внесуваме. Така. Доктор Никчевска, бидејќи се приближуваме кон крајот на емисијата, меѓутоа сакам да ве прашам една друга тема која што е поврзана секако еве со стомакот, со детската возраст, како се третира и колку може да биде сериозен рефлуксот, односно враќање на желудочната киселина? Рефлуксната болест кај децата представува состојба, болест, кога делот од желудочната содржина, дали е таа храна, дали се сокови, дали е млеко, се враќа према хранопроводот, а потоа предизвикува проблеми од типот на рефлуктираната маса може да отиде во белите дробови, па да направи микроаспирации, да отиде према ушите, да прави хронични отити, да прави печење, горење на изофагусот како киселини. Колку се чести тие состојби и како ги третирате? Тие состојби се доста чести во малата возраст, но со текот на растењето рефлуксот ние сите го имаме и во текот на денот и возрастните го имаме, но не прави проблем. Со текот на растењето би требало некаде до година-две да се надмине и да не прави проблем. Рефлуксната болест е состојба кога тие рефлуксни епизоди прават болест. Тие дечиња не напредуваат доволно во телесна тежина, бидејќи многу често повраќаат, имаат болки, со самото повраќање имаат недостиг на калории на храна, не растат тежински, се вознемирени, слабокрвни се, како што оди возраста понатамо, често имаат хронични кашлици, имаат астма-лайк симптоми, па одат на пулмолози, пулмолозите соодветно го третираат во одреден мал процент кај пациентите респираторните симптоми не се подобруваат со давање на респираторна терапија, тогаш се сомневаме на рефлуксна болест. И кој е третманот? Метода за избор за диагноза кај дечиња е 24-часовна пехаметрија. Тоа е метода со која што се става едно цевче од носото до горниот есофагиален сфинктер, односно во хранопроводот, и 24 часа се носи и снима дали имаме рефлукс, колку пати во денот имаме рефлукс, каков е тој по состав, дали е кисел, слабо кисел, базен, дали е поврзан со хранењето кај децата, што е многу битно, и најбитно од се новата метода на импеданса што имаме ние како најсовремена софтверско решение, дава одговор дали тие симптоми што пациентот ги пријавува се навистина поврзани со рефлукс. За да знаеме дали го да третираме, да не дојдеме во една стапица кога хипердиагностицираме работи, но и да можеме соодветно, ако навистина има, да дадеме лекови.
Значи решение во секој случај постои кога нели добро ќе се дијагностицира како што велите со оваа метода, така да можеби не треба да паничат и самите родители кога ќе имаат овие симптоми што ги споменавте, кога не им напредува детето, кога не може да јаде или не дај Боже да настанат компликации на другите органи. Така. Ние сме во соработка со матичните лекари, они се сама солидно ја владат материјата и точно ги праќаат децата кои што имаат проблеми понатаму за да ги диагностицираме и да им помогнеме. Секогаш кога постои решение, диагноз, кога постои сме го лоцирале проблемот, решението е лесно. Доктор Никчевска, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што ги споделивте овие совети кои што им се од корис на сите наши гледачи. Во следна прилика ќе се видиме за некоја друга тема од областа на педијатријата. Ви благодарам на поканата.